Значи, најпрво ми сакам да го образложам како оди процесот на извршување. Значи, процесот на извршување започнува тогаш кога има извршна исправа. Извршна исправа е судска или нотарска одлука која што е правосилна и која што е извршна. И во која што е определено одредено парично поборови кој што треба присилно да се изврши. Таа извршна исправа оди кај извршител. Извршителот првото действие кој што го прави прави проверка на должникот во однос на неговите приходи, во однос на неговите имоти. Кога ќе најде дека лицето располага со одредени парични средства на банкарски сметки, извршителот прво што прави блокада на сите приливи и одливи кои што таа банкарска сметка може да направат. Така да, со тоа действие извршителот не спроведува извршување, туку само блокада на банкарската сметка. Многу често се случува лицата да не бидат писмено информирани дека ќе се случи било какво извршување и како резултат на тоа тие се изненадени зошто таа сметка е блокирана. Меѓутоа повторувам, тоа е само блокада на приливите и на одливите од таа сметка. Се уште извршителот нема извршено ништо во таа сметка. За да се одблокира таа сметка, лицето треба да се контактира банката каде што има трансакцијска сметка, па дури од тогаш извршителот ќе констатира кои се приходите на лицето и во основа на тие редовни месечни приходи извршителот ќе може да блокира само 1/3 од неговите месечни приходи. Меѓутоа, ово правило за 1/3 не е за сите услови, доколку долгот е последица на обврската за издржување на малолетно дете или плаќање на намесна штета поради смрт или тешка телесна повреда на блиско лице. Во таа ситуација извршителот може да извршува над 1/2 од месечните приходи на лицето кој што е должник во конкретниот случај.